подополема општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани, добар ден уште еднаш. Ја започнуваме нашата емисија Одговорност и одговори, во која што, како што најавивме, имаме еден гостин кој што ни доаѓа од Битола и тоа е дел од политичката сцена во Македонија. Остануваат уште 9 дена до одржување на предвремените парламентарни избори на 15 јули. Се забрзува динамиката за промоција на програмите и проектите на партиите и коалициите, кои ќе побараат доверба од гласачите на денот на изборите, меѓу нив и партијата Демократи. Со нас денеска е председателот на партијата Демократи Јорго Огненовски, кој што воедно е и носител на кандидатската листа на изборната единица 5. Јорго Огненовски на јавноста е познат по спортската кариера. Тој е легенда во карате спортот, но и по неговата кариера како режисер, сценарист, актер и продуцент во Америка. Воедно на политичката сцена е познат по неговата кандидатура како независен кандидат за градоначалник на Битола за пред 2 години и неполни 2 години да ја основа и да застане на чело на партијата Демократи. Добар ден во нашето студио. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Би сакал да ги поздравам гледачите, слушателите на вашето Радио Пела. Како се чувствувате во нашето студио? Ова е в комши, би рекла, од Битола во Прилеп. Како е во Битола, како е во Прилеп? Рековте дека многу не го познавате Прилеп. Тоа е интересно, а предпоставам заради тоа што долго време бевте одсутни од Македонија, 30 години. Видете, во Прилеп секогаш се чувствувам супер, затоа што имам доста пријатели и го сакам Прилеп како град. Пред се, јас Прилеп го познавам доста добро, само не ги познавам имињата на зградите, која банка каде и така кога разговаравме. Значи, сепак доаѓам многу често, Прилеп ми се допаѓа, Битола се сигурно ние сме тука комши. Една работа са што не ми се допаѓа, се разбира, за ова што ни се случува нас и затоа се одлучивме да бидам и гостин, да кажеме моменталната ситуација и со Прилеп, и со Битола, и сите градови се разбира, и села на Македонија. Кажавме дека вие околу 3 децении бевте надвор во странство, живеевте во Америка. Кажете ми, што беше основниот порив да влезете во политичката сцена и активно да се вклучите со основањето на партијата Демократи? Сте биле и независен кандидат на градоначалник на Битола. Демократи постои неполни 2 години. Зошто се одлучите да се вклучите на политичката сцена во Македонија? Јас кога доаѓав често во последните 30 години во Македонија, затоа што тука ме живее татко ми, мајка ми живееше, татко ми починаца, имам брат, внуци и така натаму, мои пријатели, сограѓани, гледав како Македонија пропаѓа. Од времето на осамостојување на нашата држава, значи ние имаме луѓе на власт кои што не само што не знаат да одат, најголема опасност се бават со криминал. Значи смислено нешто ограбување на својот народ, ограбување на својата држава. Ние како последица на ова владење и ограбување, уништување и апсолутно можам да кажам тотално непознавање на економијата и сите други сектори, менаџирање на нашата држава од страна на криминална група на луѓе, честна и исклучок, се разбира, има квалитетни луѓе и некои политичари, но тоа се ретки. Јас едно можам да кажам дека не може повеќе да седам од страна и да го гледам ово уништување на нашата држава, на нашиот народ. Значи, делата го красат човекот, ние денес гледаме, бидејќи владеачките партии добиваат огромна сума на пари од буџетот на
Македонија од нас, што викам, народни пари да се рекламираат за овие избори, конкретниот случај ќе зборувам, така да ние денес сме бомбардирани секојдневно од социјални мрежи, радио, телевизија и така натаму, дека супер, знаеш, ние постигнавме, али предходните не постигна. Ова е некое чудо. Цело време се обвинуваат големите владеачки партии кои што се на власт, тука ги уклучувам ДПМН и СДС, се разбира повеќе, тие се обвинуваат, но тука и ту и сите нивни коалициони привезоци, што јас ги викам, кои учествуваа во тотално уништување на Македонија народот, затоа што делата се гледат, а од друга страна креира на огромна сиромаштија, младите и повозрастни стручни кадри и воопшто луѓе заминуваат. Од ова веќе повеќе не може да се живе. И затоа јас со честна група на граѓани кои што немаме искуство во политика, сега веќе стекнуваме, ние не сме политичари и никогаш нема да бидеме политичари. Ние сме луѓе кои што имаат некој успех во животот, се разбира, а најголемиот успех ни е честност и хуманост. Како ја оценувате моменталната состојба во државата? Вие бевте едни од тие кои што беа против одржувањето на изборите на 15 јули. Дали сметате дека државата се носи добро со здравствената криза која што ни се случува нам и во цела Европа и во цел свет? Ја знаеме ситуацијата како е во светот. Значи, јас лично како претседател, а и нашите членови од политичката партија Демократи бевме против да се одржат сега на 15-ти, затоа што бројките се зголемуваат, граѓаните, гласачите се чувствуваат небезбедно, не знам точно, ние ги повикуваме, се разбира, граѓаните да излезат масовно да гласаат против 29 годишното, значи, владење и што ни го наметна робство од овие владеачки партии, еднаш за секојаш да ги тргнеме од политичката сцена, затоа што, кажав и претходно, не само што не се способни, не знаат како да ја менаџира државата и да креираат еден благодет за овој народ и за самата држава, тие нон-стоп работат од една група на политичари и со своите блиски бизнис партнери, што ги имаме во стопанството, на ограбување на нашата држава. Затоа ние бевме против, затоа што ковид, сега во конкретниот случај зборуваме, се сметаме не безбедни и ги ставаме граѓаните на голем ризик само да се протури ова. И се знаеме интересот на некоја партија како СДС е што побрзо да има избори, затоа што ковид како ковид ќе си го направи, си го прави. Гледаме дека народот и ние како луѓе воопшто или луѓе што се бават со бизниси пропаѓаме економски, али што е страшно, луѓе секојдневно не умираат, се зголемува бројката и ти велиш ајде да одиме и да имаме избори. Зошто? За да имаме влада. Ние ќе издржавме уште некој месец ако требаше, додека не се смири ситуацијата, па можевме да одиме на избори. Значи, досега ги трпиме 30 години, што не водат овие и не однесува во длабоката црна дупка. Значи, Македонија и ние како граѓани сме во голема опасност, ако овие не ги смениме. Велите дека вие сте проевропска партија, но кои се основните постулати на кои што се заснива партијата Демократи? Видете, ние сме проевропска партија и мора да бидеме проевропска партија, затоа што ние сме и светска партија, да кажем. Сакаме прво нашата надворешна политика со сите земји во светот, независно, мали и големи држави, да бидеме пријатели. Ние не можеме, Македонија мала држава, и да сме и најголема држава, сепак тоа е нашиот став на Демократи, мојот став дека ние мора да бидеме пријатели со сите во светот. Не смееме да креираме непријатели како одредени политички партии или одредена група на луѓе, потоа политичари кои се против зова, против она, ќе одиме во овој пак, во оној пак. Географски припаѓаме на Европа. Ние не можеме друго место. Европа е моќна како таква и ние може само да имаме придобивки. Некои луѓе се плашат дека ќе одиме во Европа затоа што, да, треба да ги засукаш ркавите и да работиш. За да одиш во Европа треба да немаш криминал. Ова што ни се случува е политички криминал, најопасна форма на криминал, кој што го потикнува, поддржува, стимулира и го заштитува. Секој друг врст на криминал во Македонија, тој треба да се уништи. Значи, ако тоа ние не го направиме, ние не можеме да одиме напред. И секојаш велам, ние сме за Европа затоа што не само економски бенефици, нестабилност имаме во државата, тоа е логика.
Тоа не можеш да избегаш од тоа. Значи, не читам јас по Facebook, некој каже, вамо да одиме, некој така. Тоа се луѓе кои што има и ботоци, што ги викаме, со лажни профили, или луѓе кои што мислат дека не е така. Јас, не е проблем. Секој нека си има своje мислење во Македонија. Значи, некој сака да се направи ова, некој сака да се направи она. Борете, затоа треба и тоа може на краја на краиштата, значи ние да имаме, ќе зборувам малце за политичкиот систем, не сега во прашање, значи за системот, за преку референдуми, најважни прашања да се носат со врзувачки референдум, да не постои онај консултативен. Но тоа е нашиот став. Европа е нашата иднина. Тоа значи дека вие сакате да примените одредени делови од политичките системи кои што се применуваат во Европа, во Америка и во други напредни држави во светот, во нашата земја. Што би било тоа што би се применило кај нас, освен, рековте, по одредени прашања да има референдумско изјаснување? Па видите, јас ја следам политиката во светот, се разбира, ги читам нивните системи, и читам нивните устави, значи и се уклучувам понекогаш да гледам нешто што треба да гледам, кога поготово во Америкова доста го работев, че видам како, например, на Австралија, Шведска, Данска, Америка, се разбира, таму сум, значи Германија и други држави, што Русија, Турција, не е битно, значи и држави кои што имаат добар систем и држави кои што немаат. И тоа, од тоа веќе научив. Значи, ние што треба да примениме? Системи кои што ќе работат во интерес, значи, на народот, на државата, во интерес на економијата, во интерес на здравството, образованието, на инфраструктурата, на социјалните групи, на животната средина и многу други работи. Ние од нашата држава, за жал, во 30 години не направивме држава. Само направивме место каде што е окупирана од владеачките партии кои што владеа во последните 30 години, направивме место како некоја банка, ја шо викам, кога сака си зема пари, кога сака си запослуваат своји луѓе, си направија своја држава. Окупација имаме од нашите политички партии. Тоа мора да се промени и ние сакаме да примениме, се разбира, од овие системи во светот кои се квалитетни, кои што се докажени 100, 200, 300 години пример, и ние да имаме систем, во конкретен случај зборуваме промена тотална на политичкиот систем, затоа што кај нас политичкиот систем е озаконет, криминален политички систем. Работи во интерес на луѓето што го носат во собрание, значи пратениците, работи за нивните политички партии и работи за одредена група на луѓе, бизнисмени, кои што заедно со политичките партии ја ограбуваат не з Македонија, својот народ. И гледате денес што имаме супер богаташи, преку приватизација, од 91-а тоа е почнато пополека, но сигурно, значи, двете големи, наводно партии, јас викам, во наводниција, тие се мали и мизерни, кои што си го уништуваат својот народ, исто тука уклучувајќи го и туи се разбира, и сите тие мали партии. Тој систем мора да се промени и од тој систем, пример за една изборна единица, со отворени листи без праг, тоа мора да се спроведи. 30 години, 29 години не лажат со истата приказна, ќе се промени, нема да се промени. Исто треба, значи, референдум, обврзувачки за најважните промени. Дали промена на уставот, да промена не има огромни капитални инвестиции, граѓаните, народот нека одлучува. А пратениците за помали поневажни прашања. Со тоа му се одзема силата. Зошто? Ова можда не е во големи држави развиено, но затоа таму политичарите се честни. Значи 99,9%, можда некој ќе се случи нешто да направи. Значи системот му е тоа, политичар не си ти за да работи за својот джеб, за твојата фамилија и другарчина. Политичар, ако веќе се нарекуваш, затоа реков, ние ко демократи не се нарекуваме политичари, ние се бавиме со политика од мак, од што не можеме од страна да гледаме и да го трпиме уништување на нашиот народ, воопшто на граѓаните на Македонија. Значи ние сме граѓанска партија, и народна, како сакат, нека не сватат луѓе. Ние се бориме за секој граѓан, независно религија, вера. И ние не сакаме многу да спомнуваме, било вака, било така. Значи, како луѓе, во тие системи, ако ги промениме, зборувам, значи, првот, она што го кажав, значи, со референдумот за обврзувачки и за најважни прашања,
А немаме ние секој месец прашање најважно. Значи зборуваме нешто и една изборна единица со отворени листи. Сега тука имаме и финансирање на политичките партии, што ни се случува, гледате каков грабеж се прави. Големите партии, малите, мизерните, земаат преку €1.000.000, пример, а ни се доделени некои мизерни 25-30 евра, па викате, еве, рекламирајте се, исто и времето, 80% по медиумите тие го држат, а не сваќа дека тие порано имале, немаат сега поќе пратеници. Сите нови избори почнуваат од нула. Не можеш да имаш ти предност од да носиш кредит од пред 3 месеци или година-две, затоа што тие кога имаа пратеници, кога беа на власт или беа во опозиција, тие добиваа бенефиции, добиваа од буџетот на народот, државниот буџет пари, од вас лично како граѓани, и беа финансирани. Да не зборувам што се финансирани од овие огромни, да речем, богаташи кои што се разбира, тие заеднички работат на тендери и така натаму, со одредена група. А ние не сме против богаташи да сватат луѓето, ние сакаме, ние сме капиталистички систем и тој го сакаме, ние не сме за некој комунистички систем, ние ги поддржуваме сите бизнисмени кои што на честен начин ги стекнале парите и своето богатство. И зошто ги поддржуваме? Затоа што се тие кои што креираат нови вработувања, а се разбира и ситните, значи ситното стопанство, што да кажем малото, дали е човек има будка за пример продава цигари, еден работи или има тројца, 5 души или 10 и нив ги поддржуваме затоа што се екстремно важни тие за економијата и за напредок, затоа што 75% од една држава во една држава и во Македонија, пример да речеме, се луѓе кои што малите и средните фирми. Вие на овие предвремени парламентарни избори одите како сама партија, значи не сте во коалиција со други партии. Сметате ли дека тоа е Дон Кихотска битка, што сте сами против сите, додека од друга страна навистина има нови партии на политичката сцена во Македонија, веќе се создава мноштво на партии кои што создаваат една трета опција. Зошто на овие предвремени парламентарни избори одлучивте да одите сами, како партија Демократи? Видите, ние одлучивме да одиме сами и секојаш ќе одиме сами, затоа што ние сакаме да направиме партија кој што ќе биде еден ден најмоćна политичка партија, политички субјект. Затоа што не можеме да одиме со владеачките партии, бидејќи одејќи со они во коалиција ти му даваш легитимитет на криминални структури. Значи, владеачките партии до сега се покажа, а и тоа е факт, дека тие имаат исфрлено повеќе криминалци во Македонија. Јас ги викам политички криминалци. Креира невидено богатство. Еве ќе земеме пример со ДПМ не пријавува преку 60 милиони евра, ако не се лажам, во имот. Знаете колку е 60 милиони евра? Па ние можеме да изградиме станови по 25-30 илјади, овие социјални станови преку 2.000. Значи, замислете партија пријава, да не зборувам исто и за другите партии СДС или пример други кои што имаат пари. Значи не знам точно колку имаат, како имаат. Ние не можеме легитимитет да му даваме, како денес што имаме некои што сака да бидат пратеници, познати као личности, професори и не знам што друго. Значи ние велиме вака. Ако вие ги поддржувате овие партии, ако ги поддржувате, не само што му давате легитимитет, автоматски учествувате заеднички во уништување на Македонија, на нашите деца, внуци, фамилии, сограѓани. Затоа што ако е тоа што го зборувам, а е вистина, имаме податоци дека од нив се некои осудени, се по судови, па нормално некојаш не се неосудени, затоа што кај нас судството не функционира, дека во Врховниот суд или во други места некои одредени суди, има доста честни суди, се разбира, ги кријат и застаруваат делата на најголемите криминалци кои што украле милиони или милиарди евра. И ние тоа не можеме да го направиме. Од друга страна има многу партии кои што некои од нив се формирани од владеачките партии, бидејќи тоа го прават подолго време, пример зборувам, и ние тука не можеме со нив да коалицираме, а од друга страна, ако погледнете, и секој сега го повикувам гласачо, идниот гласач на 15 јули што планира да излезе, а треба да излеземе масовно,
да разбери последните 20 години, не треба да води, значи, Јас слушател, дали се слушаме, повелете? Ало, Добар ден, повелете. Кој ми се добар јавила? ден. Поздрав до вашето радио и поздрав до гостина. Да, повелете. Имаме ме пратени, у ствари две прашања имам до гостина. Како може, првото прашање е како може да се подобри стандардот? А второто прашање е дали на пратениците ќе им се намали платата? Дали на пратениците ќе им се намали доходот? Ќе им се намали платата, да. Благодарам. Благодарам за вашите прашања. Значи, Поздрав до вашето радио, поздрав до гостинот. благодарам. Благодариме за вашето јавување. Значи, првото прашање е како ќе се подобри стандардот на граѓаните, според вас, на каков начин тоа би го сториле? И второто прашање е како ќе се намалат плати. Вие бевте поборник како политичка партија Демократи за да се намали бројот на пратеници, но прашањето од нашиот гледач и слушател е дали сте поборник како партија да се намалат примањата на пратениците? Сигурно благодарам за прашањата. Прво и најважно прашање е економијата. Значи, за да имаме повисок стандард, да имаме повисоки плати, да имаме подобар живот, ние број 1 кажуваме, имаме два број 1, значи едниот е да се уништи овој политички криминал, да се тргнат овие владеачки партии од власт. Додека тие се на власт не можеме ништо, колку да кажуваме на граѓаните и вас, господине, дека ни ова